Повозрастните велат дека во нас проблемот е дека не проблемот е во елитите што го контролира системот во држава. Не е проблемот ни во тој, ни во мене, ни во тебе, ние се разбираме. Значи, ама ние што е проблемот зашто ние наоѓаме конфликт. Ние не сакаме да функционираме како повозрастните во ние не сакаме да влеземе во тој комфорт да бидам ја обичен административен, да ми заврши тука животот, чекам слушање, значи ние сакаме нешто повеќе да се оставиме. Точно. Тоа е тој момент што они не сакаат да го скапираат или нешто не им да го сватат. Или пак знаат дека процесот е премногу долг и дека ние ќе се откажеме некаде и дека ќе стигнеме кон нив некаде како. Значи ако они се откажале некој времената тој дел. Нема потреба никако да се одржуваме, нашите со ништо. Тоа не обезвреднуваат на некој начин. Као не ме не ме фака ќе се решам и да завршам сам моје тоа и вика зашто да прави. Да, се се рекусите. Кога многу луѓе естествено рекусите не скопи. Имат волја да ги стрпе рекусите на секој свој дел. Зашто без дел реперкусии нема прогрес. Што фобите реперкусии? Тоа е тоа. И уште за последниве две теми, албанската пропаганда што се пропагира од туј. Значи ние кога ја напаѓаме туј, ние не го напаѓаме албанската нација, туку ја напаѓаме представителите тука во политичен. Луѓе што се таа партија и они цело време се кријат за тоа да ме како ги нападнеме туј, албанците се нападнат. Лошо е што албанците не знаат наставно си отиднат просто да кажат ало, не ја презентирате вие нас. Тука е цело еден проблем. Они се ставени во тесто затоа што нема кој да ги подржи. Ако никако останатите би подарена поддршка, они не се сами. Но би имала партија која што ќе излезе да се бори. СДС требаше да се бори против тој генерал, не краже со нив и чао пријатно, ти да нормално. И ништо не се затоа. Оди у паѓање цело време, ама бизнисите ги контролираат и така партиите ги се стојат само за нас декларативно. Во декаденција сме сега. И што беше моментот? Албанците се кријат зад дури се крие зад тој албански дел дека они се стојат за албанци. Значи ниту една политичка партија во албанска политичка партија не застанува за интересите или на албанците или генерално на Алијанса. Не са тие не беа темек. Брат, слезе за еден цела струга и ќе ги збркаме сите македонци. Што сакате тоа така? Зика е ова. Значи зошто взимаат гласови цело време национално-популистичките гласови? Значи или ќе има држава, значи не се целуваат млади македонци само, тоа целуваат и млади албанци, тоа е проблемот. И сега онив е, ако имало на пописот помалку албанци, тогаш албанците ќе се нема само албанци. Туку ќе се наложат политичките партии, што ќе изгубат моќта. Албанците што ќе се албанците пак ги и пак ќе се исто, зашто законот функционира за сите исто. Да. Ама политичките партии им пречи ако они опаднат по 20%, што они имаме после тие ќе го манипулираат, зашто туј БСА го Алијансата го манипулираат албанскиот народ. Да. И сега они разбираш, они сега албанскиот народ, значи имаме ние другари што се албанци, тоа не ги генерализираме. Но за ако албанците и македонците имаат соживот, што е очигледно, може да го тој што ги создава тезиите. ВМРО секогаш пред избори ги креваше тезиите на национална карта. Да. Албански друга страна. Сега кога беше изборите, дуј како вика? Премиер албанец. Така нешто беше мислам. Да, зашто? Тоа беше кампањата сега. Што има врска, нека биде премиер албанец, нека биде кандидирани од СДС, нека биде. Да. Нека биде некој соодете каде, биле ВМРО, не е битно. Да, нека се обидно да си ја врши работата што треба, не под да мора биде по дефолт албанец, да, или премиер е жена, што не е битно, значи жената како е добра, и се за матица зошо. Ако е добра, окей, нека бидеме, нема потреба да била жена или има жена. Премиер и председател има шанса си Силјановска беше. Корумпираниот политичар не гледа раса, боја, нација, гледа. Знаеш, корумпиран политичар се и албанецот, и македонецот, и ромот, и турченци, да. Збориме за луѓе што генерално ја водат политиката, а не се достоинствени на моралот и на етиката. Тоа е проблем. И немаме проблем, пак ќе напоменам по 100 пат, со албанците. Не, имаме проблем со политичките партии што ги злоупотребуваат албанците. Сега албанците може да излезат од тој дел, што очигледно упорно они не може да најдат некоја се што они пас, знаеш. Не може пошто се ипак зависи од работни места. Зависи од работни места, зависи од нив да реално тоа одвојување братан, тоа е ново, тоа е вештачко. Тоа е вештачко. Меѓу нас тоа малите не постои, ама не постои повеќе тоа. Ама некој го стимулира.
Има луѓе што го поддржуваат тој што го буцкаат нон-стоп. Тоа е едноставен дело, ама за да има конфликт мора да има двете страни. Па тоа викам, има И затоа се случуваат несекни случаи. Затоа не се случуваат сите тие проблеми, ама за тешка тема и темата само да се создаваат се тие конфликти затоа што зад тие несекни случаи стојат политички партии. Да. Не стојат дивните действия. Кога тие политички партии би се бореле за сложивот вистински, а не влегле во негоси театар, патали направиле да речеме. Да. Никој не одговара за тоа и директорката ќе смени. Директорка ќе смени, а вие комитијавата представително што се прават Нив ќе ги казнат. автоматски работи и ќе ги казниме. Да. Са и двете страни се на некој начин не се кој што треба, е како малажбе, мала и кој што треба. Законот треба да биде за сите еднаков. Да. Не може без проблем законот затоа што ти си албанец или ти си македонец. Не може, или сме сите исти или не сме. На крајот на кршта ние прво сме луѓе, после сме тие нации што не се етнички припознати, се тајни или верски. Јас сум се родил како човек, не сум се родил затоа што сум се родил во Македонија, па сум човек. Може да се родиш не знам во Јапан негде. Логично. Феминизмот суштествено е наменет да крене муките на жената и еднакво на машкото. Тоа го поставено давна, но сега проблемот е што различно е нивото. Многу луѓе не може да го стигнат тоа и феминизмот што прави волност на нивото и го спушта надоле. И тоа го прави а по своји должности во општеството, а по дури ствари како физички изглед. И претно како феминизмот наместо да промовира како своите естенција тоа се скара дека убава форма да е, не промовира секое тело е окей. И жени што се како 100 кила тесна направени како дебилјузи, мрсничка уга, како се муа, топ, ти си примерна жена. Тоа е сидиозно. Жално е, тоа е сидиозно, не треба тоа да прави. Секоја движење што е цел да зголеми моките нешто и да направи нешто по-совршена форма, треба секој мал аспект да го земе во пресред, дури и физички. Не може да не си физички спремен да само да кажеш дека тоа не е проблем. Ако има очевиден проблем, без разлика од кој дел е проблем, мора да смениш. Окей да се промовира дека секое тело е убаво, поширално, не е никој на совршен пројав. Што и од мене. Али некои работи кога веќе не се здрави, кога не треба да се каже дека тоа е окей, кога некоја планета, мислам, треба да се каже како ти се ради тебе, тоа може да нема да се разбудиш. Дефинитивно. И тоа многу не сваќа, што окей, секое тело е тело, може да се менја. И тоа сметам дека не е толку big deal за капиталиш метод, ама е big deal како се обидувањето да треба да смениш тоа. Веќе секој тело е принцип да се дебелее, да слабне, да се разболе, да оздраве. Принцип на телото е. Но како да ги имаш обидувањето, да стигнеш најдобрата верзија на своето тело. Тоа сме не само тоа, тоа е тело остава ако е некој убав. И за крај да нафрлиме од што се разочарани млади во вако, зашто не се активираат политички, ама партијски аспект. Зошто се разочарани? Како што кажам. Мислам дека се подценети имате дека ги сакаат, ама немаат каде. Да, подценети. И нафрлиме сите теми, сите причини прека зошто се случаи. Што вие ја котираме генерално бе поголем од моите. Тие што се наше окружување нормално, зошто мисли дека се разочарани? И целувајќи од себе, па и нив генерално. Како што кажав, таа не дозволува, ако некој на тоа мислење, он ќе биде отстранет или ќе му се каже на него преди тоа, така да има сватно некако влезат таму и ги подпишуваат технички договори со ѓаволот и тоа е, нема друго. Затоа многу ги одбива да се вклучат, затоа многу има потребност да се вклучат до било кој активизам, например, не само да било политички преку партија или ван партија. Воопшто било кој активизам не ги да станува тоа што таа стигма на нашето општество ги притискат надоле, не знам, не им дава да расцветаат од било што, така да затоа не е ново, нема и да биде ново, ќе биде понатаму се повеќе и повеќе. Ќе нема да има некоја иницијатива за да се Знаеш, огромен дел на млади го прави тоа. Ова ти што го знаеш, огромен дел на млади сме такви. Спочувајќи ми мене. Но знаеш како, не можам тогаш тоа значи дека голем дел од младината, голем цел е на правилен пат. Никој не може да најде решение, што никој не ги слуша од тие што се на висока позиција. А да правилен пат тоа не се знае така. Значи големиот дел, пази, значи мнозинство од младите сме на исто размислување дека знаеме што е проблемот, знаеме и тоа не се активира. И затоа сакаме да се оцелиме да избегаме држава, да се оцелиме дека се избегаме од тука, за да можеме да функционираме, зашто овде те гуши од цела страна. Тоа не го зборат малцинство, туку мнозинството.
и тие млади што се останати тука, и тие што се оцелуваат. Секоја чест тие што успеале да знаат алтернативен начин да просперираат држава, а да не се политички активни, и да не се во политиката, секој чест не им дискутира ништо, не им спорам ништо. Меѓутоа, кога тогаш и они ќе бидат ударени од системот. Кога тогаш, прашање, ако не сега, тогаш во иднина со нивните деца. Ако докога не се менува ништо, само ќе каскам на тоа, викам, пробаме и ние како млади, да смениме нешто, да дигнеме барем гласот. Колку што може наши другарчиња да активираме, музичари, секоја сфера, за да може да се дигне да се мотивираат луѓето да дискутираат гласно за проблемите. Што они се јавни личности, не плаќаме данок во држава. И чебе дискусијата действија. За да гледам фрустрација, чебе дискусијата действија, чебе да се жалиме ко тоа ми смета, тоа ми смета, тоа ми смета. Прилично не смета неактивност. Као никој не е активен да смене нешто. Еве, ние сме со тоа, ние сме со тоа Што збориме? Што збориме за да може да се мотивират луѓе да зборуваат. Што ќе направиме? Колку можеме побосно, барем да имаме некој си дискурс, да се разбуди некаде, може, не знаеш, тоа што да отвориш ти право си. Ја имам некоја си кратка, Меланхолично е. 99% си управо, но 1% што ако успе? Се надевам, Се надевам 1%. Се молам. Јас го барам тој 1%. Се молам, јас се молам, тоа ми е толку меланхолично. Као убаво ми дискусијата, убаво што добро. Се надевам ќе се прошири умот некој што слуша овој ќе гледа други перспективи, ќе ги фата. Но меланхолијата ми е што само говориш нема смене. И тоа ме наиритира Македонија. Што само се говори. Не го говорат тоа. Ова не го говорат на други места. Само кога говорат. Не. Не се стумат така на други места. Ова не кажа некоја друга платформа, која што дискутира по платформа на се го. Значи нема тоа што се сплаши, нека нешто може да се деси.